Увачо ти се сим ни се долесум. Време реално од 1 февруар веќе за другите да им дадеме подако од план се вика тоа полек. Понатаму истото и за Србија и истото и за Европа. Така да тоа ќе биде огромна одскочна даска. 60 до 65% се намали трошокот. Цата е лудило. Ај, да не биде овакво е. Мислам, не, ова, абе кој сакаш, ова? Абе не, смешно е тоа. Няма, ја не се заебавам, озбилен сум. Добро утро, драги гледачи. Денес е петок, малце тмурно, ама ќе биде долг ден. Прво идам на состанок со Васил Сумубанка, после тоа со него на состанок, па после тоа само што ми јавија дека ми се готови првите мостри за новата колекција District 001, тоа се панталоните со два типа на материјал да одлучам кој ќе го користиме и мајцата. А после тоа сме на состанок со сеньори од 6 попладне. Така да ќе биде долг напорен ден. Магазинот кога почиња у март, официјално. Или? Магазинот веќе се работи, магазинот од февруар може да ги дава и... Не, февруар за нас, него јас сакам да земеме полека, кога ќе бидеме при крај да го нудиме како фулфилмент за други фирми кои што го имаат нашиот проблем, што испорака, пошто нели тоа не е целта дополнително. Ние можеме реално од 1 февруар веќе за другите да им дадеме понуда со тоа што у февруар ќе се тестира системот. Затоа што ако дојде се вика тоа полека да ја пуштиме булбачката. Па не може, не се работи само за булбачката, муабетот е као што има DHL, FedEx и сите сериозни испорачатели пошти и фулфилменти софтвер, треба и ти да го имаш, да имаш таа алатка. Ако немаш алатката, и тоа ни е главната одскочна даска, пошто нас сега еве ги гледав. Немаме многу вратени пратки, меѓутоа сите вратени пратки се ради кривица на поштата, ради ништо друго, пошто доставувачот ти се сим ни се долесум. А вака ти се да може да ми стигне мене нотификација на апликација денес и да викам утре избери термин, пример утре попладне од 6 до 7. Два моменти се тука. Имаш еден момент каде што е испорачателот крив и втор момент каде што е клиентот крив. Нема да заборавиш една работа, ова е Македонија, он на жена му не може да ја каже ништо, ама на тој што му носи на таксистот ќе му се курчи, да не кажам. Да, ама у нашиот случај не е така. Има и такви случаи, зборот е следен, немаш начин. На изграден бренд више немаш толку такви, него поише со ова. И се јас кој ќе може, па и јас се што тестирам некои работи тука, нарачаш, ти се симиња за 3 минути. Ко мислиш на копче си ти репетирам. 3 минути симни се одма. Он ти вика симни се одма. Ние само што ќе понудиме фулфилмент и мобилна апликација, тоест не мора да е мобилна, било каква апликација може со линк. Мобилна ќе биде? Мобилна ќе биде апликацијата. Ајде да ти кажам. Не, чекај секунда јас да ти кажам. Значи, само јас да можам утре да се облокирам терминот, односно да ми даеш ти слободни термини за испорак утре преку дена од 12 до 1, попладне од 6 до 7, пример. Јас се блокирам и многу е подобро за нашите доставувачи, која ќе знае, он си ја прави рутата. Овој на овој регион иде прво, ваму, и нешто побрзо ќе се доставуваат пратките. Има три сегмента. Едниот сегмент е ти како партнер на доставувачот да си закажеш време кога некој да ти земе пратка и да знаеш дека тој кластер од пола саат време, нема шанси точно време да ти кажам. Не, саат време, рамка од саат време. Рамка од саат време, за достава рамка од 2 саата, за тој што ќе прима пратката, за тоа што тој што му носи. Тој што ќе прима пратката. И сега генерално кај нас сите зборат за нешто, ама као каменот добу уште работиме. Ти во моментот кога пратката стига во било која база за испорака, ти треба да добиеш порака дека имаш пратка за тебе, да си одбереш дата, да си одбереш рамка и да си одбереш локација. Зошто? Ти си кажал дека дома ќе бидеш. Пример. Твојата адреса си ја запишуваш за примање на пратка. Кај нас се случува истото. Ја примил, абе знаеш, не сум дома, може ли на работа да ми ја достава, затоа што доставувачот од Сабајле работи, ама е на работа. Регион, да. Да, а она си знае и вика, јас можам од среда да ја добијам пратката, па ќе ја добијам, ќе си ја пинче, ќе се stavi на работа локацијата, од толку до толку саат, знае дека работи дуќанче. Нешто е него, кога ќе дојде нотификација, она секако има дајано некоја си адреса. Да, кога ќе дојде нотификација, утре потврди адресата или пиши инфо друга адреса, пиши, за да знаеме. Потврди ја, не, потврди ја на мапа, затоа што тој што е доставувал по мапа оди.
Он вика потврди ја локацијата по мапа и кажи ми дата, кој ден и у кој кластер на време сакаш да се достави апликацијата. Кога ќе тргне веќе последниот на кај него, она буквално како што сега еден волт си го гледаш како патува на кај тебе, он у задње време ја гледа кога му доаѓа, она знае да се спреми. И доволно кој ќе биде у рамка од 1 сат да може да го блокира терминот и за сите е така најдобри, дефинитивно. И со таа услуга прво ние ќе имаме најдобра доста според сите макија што имаме и најбитно ќе може на сите да го понудиме. Паралелно што ќе може да го понудиме понатаму истото и за Србија и истото и за Европа. Така да тоа ќе биде огромна одскочна даска за e-commerce кај нас и тие што работат луѓе. Тие што работат се мучат ко грешни ѓаволи, така е. И сега има тука еден друг момент. И тоа не е се топ шоп понуда, а тоа е преговарањето со боксовите. Тоа значи дека ти у тоа време и таа дата си закажал пратка. Ако не те најдам ја најблискиот бокс, ти ја испорачувам и ти викам си ја земеш у 2 саба или у 5 кога сакаш. Тоа не може у март да стигне, тоа не може да стигне у март, тоа ќе биде понатака. Најпростото се за да пушат. Најпростото во март. А иначе за клиенти, наши клиенти, што сме соработници во делот на логистиката, тоа што го правиме за нас веќе можеме да им го даваме од февруар, а тоа е fulfillment услугата. Тоа значи на едно место да си има магационирање на роба, што се испорачува, не го земам цел магазин од 5000 квадрата, тој не може да го попуни магазинот. Кубик, 2 кубика му се издадени, има паушал за тоа кој му се пребива со испораките што му ги даваме, си ја прати пратката, наша грижа е да пратката му стигне каде што треба, најбрзо колку што треба, негова грижа е да си тера маркетинг. За нашата услуга си го наплаќаме нашиот ден, она што нас не боли најмногу, нашата болка ќе е болка на уште најмалце барем у Скопје на да не претерам 100 луѓе. Да не претерам 100 луѓе. Зашто? Он си земал дуќанче, вработува човек. Он се брка со пратка, се брка со се, а вака он ти ги испорачува само испораките што треба да му ги спакуваш, да му ги испорачаш, му викаш испорачани, оваа ти е вратена, оваа не ти е вратена, од таа точка натака евентуално во пратката која ми ја дала ако има грешна адреса и грешен број, да го следам. Наше е следењето на пратките, како следиме за нас, може да следиме, имаме капацитет за 50 луѓе да следиме. И он вика, аха, грешен број. Оти тој може да сгрешил. Нас ни се случува нарачка, дошла, гутнала бројот. Ама ти оставила мейл, па ја бараше и јас грешив, извинете. Па извинете, ама оно испорачателно не наоѓа. Тоа е супер и многу одскочна даска за многу што продавач ќе им понудиш истото понатаму у Србија и Европа. Ти можеш цела Европа од Македонија. Тоа што значи, еве пример се и со облекава, па ти види еве се праќаме со FedEx, овако, све тоа супер, ама е многу скапо. За скап производ до негде може да и се исплати. За поевтин производ нема теоретски шанси. Ама вака сега, прво е скапо од 40 до 50 евра плакаш, втора работа се брка со него каде што како да му испорачаш пратката. Абе, остај тоа, него ова со све можно е одскочна даска за многу бизниси од Македонија и ти ќе може производство од тука да продава онлайн сегда. Фулфилментот за мали или средни пратки, како што кај нас пресметката кажа дека за 60 до 65% се намали трошокот. Немаш свој кадар. Ти со мојот кадар, мојот дуќан, мојот магазин, моето возило, ако ќе ги заменам со друг, ја на месечно ниво имам 60% намалување на трошкови, а ефективно зголемување за 50 до 100%. Епа, пријател, да ми го даде мене некој тоа, ќе му го дадам и ќе си шутирам камења. Не, тоа е одлично, супер и треба што побрзо и со апликацијата и со све ќе биде сериозно. Ние така почнавме пред 3 години на крајот на денот, само што не беше зрено, имаше, ајде. Мора време за све. Презадоволен сум од тоа што успеав да направам. Страшно мајцата е лудило. Ќе земав и панталоните, одлучив кој материјал ќе го користам, одма морав да ги носам. Ваков шушкав, крут, еве го тука логото. Ќе ви ги покажам после у сеньори на состанок, детално да видите како стоят, иначе доле немаат ластик, широки се. Топ стоят, малце по-друг стил за преку ден. А мајцата, не знаев околу материјалот како ќе излезе, ама излезе совршенство излезе. Значи врв, материјалот е крут и тежок, меѓутоа, тоест не е крут, тежок е, комбинација 92% памук со 8% еластин.
И го има тој свиленкаст ефект да изгледа, а да е памук, значи да е пријатна на кожата, и плюс тоа да има на некој начин тежина, да убаво многу добро да стои. Тој крој што го направив као бокс оверсайз фит, ќе го видите и после тоа. Идам со Тонче едно кафе да испијам пред состанокот, да се видам имам и нешто работа со него, и плюс таман ќе му ја покажам да идам што ќе каже за мајцата. Ама нема што да каже, пошто е најакото нешто што го видел у живот. Работен човек. А first impression да дам за мајцата? Не, чеки. Пред мајцата имам едно прашање. Има вишок 5 килограми, ама пие Slim Booster. 10. Сега ми текна. Ајде, да не биде овакво, Мислам, не, ова, абе кој сакаш, ова? Fear of God говна да е. Абе не, смешно е тоа. Няма, не се заебавам, озбилен сум. Како бе материјал? Абе, нема појде нешто? Нема лудница, ова... Кој ќе може да си порача? Иди пробај, жити се. Не постои боље материјал. Не мораш устрет како кафич. Да, бе? Абе не, Чекай, види го што ми збор. Ја те зборам на ранг на 600 евро, мајци, квалитет. Томи Хилфигер, 40 евра мајца, 4000 денари Ништо и не. повеќе може да месец. Ја ти зборам Не, со како мајци според? со 600 евро мајци, ова е 8 класи боље. А кажи кројат. Пак има проблем со глад. Па са, ти имаш проблем со главата, нема мајцата проблем со главата. Лудница. Многу јако стои. Ама и кројот е 500 евра може? 450. Абе, а чек, а ова? Кој? Еј, бро. Добар излезе, таков шуш. Ти одма ги облече. Па мора да тестирам. Слушај, после у сеньори како идеја имам за видео. Ама А, снимаш, ќе ми нешто. го откриеш. Мора на козметичар да идам. Аман, почнав отидов еднаш два пати. Мора да идам на козметичар. Годинава ќе пунам 30 и неколку години. Ја ме погодете ви у коментари. И сакам да изгледам помладо. Како што слабеам, така, како што изгледам вака и физички и се, сакам и ликот да ми изгледа помлад. Па затегнат себе добар Абе си. не затегнат, имам такви брунчиња, порано кога дете има многу проблем со пубертет, со акни, со ова, има мрсна кожа. Мрсната кожа е тешка за одржување. Дајте молам ти си со производител. Дај среди некој производче за лице, за ова, за она, за мажи. Дека многу малку мажи посветуваат внимание на своето лице и кожа, а треба повеќе да биде за да изгледаме помлади на постари години. А лајка вас. Ако сакате од ова, да ова. Види како си ужива. Да не бидете како факава. И па не гледа. Да, шо е бе, мајму? Бе, директоре, бе! Абе, што правите? Вака треба со камерата. Добри ли се? Добри ли се? Види како се испаднало материјал, шо? Многу квалитетно. Искаш ништо на телефон. Ајде другачи на дојда. Чекај да видиме што има. Професионалист. Морам брат да видам овој со ликре. Да бе, 92 Да. со 8% нешто така, ама е, има ми се доста свиѓа дека е тежок. Тежок е, да.
Ова ќе паѓа во, не се гужва толку. Страшно добро стои. Го. Да И виж сега како тука ќе правиме принт, а? Да. Што бе кажи? Биде би текна, слушай се. Таква првиот кастом стрит сјут кој ќе биде готов утре со Loro Piana екстра фајн мерино волна хайпер стреч од 4 страни. Ќе биде безобразен со оваа боја. Иначе паралелно на тоа и се договоривме дека секоја среда од 6 до 8 ќе има приватни консултации да може да ги видите стрит сјут, да ги купите и да си нарачате кастом со одредени материјали како Loro Piana, скабал и зење, што ни е главната цел и како тргна приказката.